По дописот кој вчера пратеникот Васко Ковачевски го испратил до надлежните за одржување и реконструкција на патиштата за итно пуштање во функција на обиколницата над Битола и по ветувањето на министерот без ресор во една телевизија дека денеска ќе го исчисти отпадот на патот Прилеп Битола Ресен, дојде за како што рече да си го одржи ветувањето. Додека го чекавме пристигнувањето на министерот од едната страна на патот, запален отпад ширеше неподнослива смрдеја и чад, додека од другата страна на патот локални жители фрлаа отпад. Вчера го ветив, денеска разговаравме. Ја очекувам дека во секој момент ќе дојде и екипа од Македонија пат да го расчисти ѓубрето и со помош на сеста на граѓаните, со помош удел наш тука и на невладината организација да го убедиме ѓубрето веќе да не го фрлат, ќе им обезбедиме и канти ако има потреба, а тоа сигурно има потреба. Вчера разговараме, имаме средба закажано и со директорот на јавното комунално предпријатие и они да интервенираат редовно како што интервенираат во другите населби, така и овде, за да не би дошло до собирање на поголем смет на самата магистрална улица. Грдата слика над градот многу пати во пролетните акции локалната самоуправа ги чистеше на своја сметка, но планините отпад како преку ноќ повторно се појавуваа. Прашавме како ќе ги спречи граѓаните да фрлаат отпад. Сметам дека со наша упорна работа и со наша едукација ќе ги убедиме дека не треба така да фрлаат ѓубре и дека тоа нема така да биде. Во нареден период ви ветувам дека ќе биде чисто и патот ќе изгледа како секој регионален пат. Како што истакна Ибраимовски, секој момент се чекало да пристигне багер кој ќе го чисти сметот, но до 15 часот попладнево единствена активност на ова место беше фрлањето ѓубре и љубопитност на жителите што се случува. Никаква механизација не дојде да чисти. Похрабрите пристапија кон министерот за да му се пожалат за условите во кои живеат и потребите кои ги имаат.